Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите шпагети со октопод. Главиците кромит ги сечеме на половинки. Половинките ги засекуваме. Чешнињата лук ги сечкаме на парчиња. Потоа покрупно го сечкаме макдоносот. Во тенџере на оган ставаме маслиново масло да се загрее. Додаваме и масло за јадење. На загреаното масло ги ставаме половинките главици кромит да се пржат. Во тенџерето го ставаме и октоподот. Ги додаваме парчињата лук. Налеваме 1 литар вода. Го додаваме и белото вино во тенџерето. Додаваме 2 лажици зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црнпипер. Во тенџерето го додаваме и сечканиот макдонос. Потоа тенџерето го покриваме со капак и оставаме октоподот да се вари 2 часа. Во друго тенџере со зовриена вода на оган додаваме масло за јадење и сол. Сварениот октопод пак го вадиме од тенџерето и го ставаме на чинија. Во тенџерето ги додаваме конзервираните домати и доматното пире. Додаваме 1 лажица зачин. Го покриваме тенџерето со капак. Потоа ги кинеме пипците од октоподот, ги лупиме и ги ставаме на чинија. Излупените пипци ги враќаме во тенџерето на оган. Во тенџерето со зовриена посолена вода пак ги ставаме шпагетите да се варат. Откако сосот ја добие потребната густина, тенџерето со октоподот го тргаме од оган и тенџерето со сварените шпагети го тргаме од оган. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови ендивија. Потоа ги вадиме шпагетите од тенџерето и ги ставаме на чинија. Со лажица решетка ги вадиме парчињата октопод од тенџерето и ги нанесуваме врз шпагетите. По 1 кришка лимон ставаме врз секој лист ендивија. Со полукругови портокал и гранче макдонос на средината на чинијата ја завршуваме декорацијата на шпагетите со октопод. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 2,5 часа.